Денеска сме повторно во Центарот за обука за пилоти со две добри вести. Едната вест е дека веќе новата група на кадети кои што се подготвуваат да бидат пилоти започна со обука и за прв пат после толку години на функционирањето на Центарот за обука за пилоти решивме еден од нивните екзистенцијални проблеми. А тоа е дека додека се на школување, тие исто така ќе примаат плата и очекуваме дека тоа прво ќе им го подобри животот, ќе им го подобри квалитетот на образованието, но ќе стимулира и други полесно да се приклучат во овој процес. Веќе на почетокот на октомври започнуваме нов конкурс и навистина ги повикувам сите млади кои што имаат страст, кои што им изгледа летањето привлечна како професија, да се пријават, да ги поминат можеби тешките тестирања, меѓутоа да ја добијат сатисфакцијата да бидат едни од елитните единици во нашата армија. Втората добра вест е дека Центарот за обука на пилоти се повеќе стекнува и меѓународна репутација. И ми е задоволство што денеска и во овие вкупно 6 недели речиси 60 пилоти од полската армија ќе добијат обука на симулатори токму во нашиот Центар за обука на пилоти и затоа денеска сме тука заедно со полскиот амбасадор. Веќе во следниот период уште дополнително 30 пилоти на бугарската армија ќе го сторат истото. И тоа покажува дека Република Северна Македонија како идна членка на НАТО веќе има квалитет и знаење кое што може да го понуди на сојузниците. Во следниот период имаме инвестиции и во различните системи противвоздушна опрема, заштита на војниците, секако и делот на хеликоптерските единици кои што ќе ги трансферираме на така наречена западна или НАТО платформа. Тоа значи дека најголемиот дел од младите позади мене или денеска што се со нас ќе летаат на постоечките хеликоптери, но ќе бидат вовед и во хеликоптерски единици кои што ќе бидат целосно компатибилни со НАТО и ќе ги имаат најмодерните опреми и хеликоптери кои што се присутни на пазарот. It's